И мој тебе теж, правда? 7-годишната Дијана и нејзината мајка Олха Перепелица го гледаат видеото што таткото на Дијана го испрати од Украина, каде што се бори да ја одбрани земјата од Русија. Тие не знаат кога таткото и сопругот Вјачеслав Перепелица ќе им одговори на нивните пораки. Ранок починається, що я пишу йому, як ти. Денот ни започнува со тоа што му пишувам, прашувајќи го како е, каде е, дали е добар и дали му е топло, дали неговата облека е сува. И кога може, одговара. Олха и Дијана го напуштија регионот Киев во Украина набрзо откако Русија ја нападна Украина и побегнаа во САД преку федералната програма Обединување за Украина. Олха се сеќава кога последен пат го видела својот сопруг лице в лице. І останній раз я... Последен пат го видов на 6 март 2022 година. Го испративме на железничката станица. Таа вели дека се во брак 14 години и никогаш не биле разделени толку долго. Я дуже Многу ми недостига. Кога одам да спијам, размислувам за него, за нашето семејство. Толку многу сакам да се вратам во Украина. Вјачеслав Перепелица вели дека неговото семејство е секогаш во неговите мисли. Це як коли у вас якась згорнута програма. Тоа е како отворена картичка на компјутер што се уште е вклучен. Може би нема да го видите, но знаете дека е таму. Знам дека се далеку, но се безбедни. Олха вели дека и покрај далечината и непознатата иднина, тие се веруваат еден на друг, го сакаат своето семејство и го споделуваат своето секојдневие. Він нам зробив такі, як... Тој ги направи овие мали ливчиња од срце за мене и за Дијана, за да ги носиме и да мислиме на него. И тој има едно од овие. Олена Перепелица, родена во Харков, која нема врска со семејството на Олха, моментално живее во Белгија. Таа го видела својот сопруг 2 пати во Украина од почетокот на војната. Олена вели дека тој се бори во Украина и дека војната им го зема данокот. Го чувствував како да е мојот сакан сопруг, но во исто време и како да е странец. Олена вели дека волонтирањето и помага. Перші 50 комплектів і роздав. Ние изработуваме капи, во летото правевме мајци. Мојот сопруг ми рече дека кога ќе ги добие првите 50 зимски сетови од мене и ќе им ги даде на своите соборци, ќе ги види истите зелени капи околу него и ќе почувствува дека е обкружен со мојата љубов. Психолозите кои работат со украинските семејства велат дека членовите на семејствата живеат низ многу различни искуства за време на војната, особено ако живеат во различни земји, и чекаат повеќе предизвици дури и по завршувањето на војната. Откако ќе се навикнат еден на друг по разделбата, ќе треба повторно да бидат заедно. Да се навикнете на друга личност, после тоа може да биде уште потешко. Експертите велат дека секое семејство е уникатно и тешко е да се знае кои врски можат да издржат долги разделби, а кои не.